Секундарните суровини во земјоделското производство во наши услови се уште представуваат проблем без решение, наместо основа за профитни иницијативи и бизниси. Урзовата слама и она од другите житарици, лушпата од арпата, стеблата од пченката, сончогледот, афионот, лушпите од ореви и лешници и други остатоци во развиениот свет се искористуваат за производство на агропелети, кои представуваат мощно ефикасен и еколошки чист енергенс. Токму светските искуства и контактите со стопанственици од оваа сфера потикнаа еден од кочанските бизнисмени да направи целосна анализа и самоиницијативно да започне активност за реализација на една ваква инвестиција. Тум навлезем подлабоко во таа проблематика. Веќе скоро една година работам на тој проект. Дури разговарав со ИПАРТ програма, имам и аплицирано, а јас му и реков, сакам да го решам еколошкиот проблем на нашиот регион, Овче поле и нашата Оризова слама. Тоа значи дека со целокупното собирање на таа слама се добива еден крајен производ агропелет, кој е еколошки чист и сите веќе знаат што значи агропелетот и пелетите што значат во загревањето за домаќинството. Многу ефтино и едноставно. Отворањето на еден таков автоматизиран капацитет ќе значи отворање нови работни места и сигурен профит, бидејќи за агропелетите пласманот однапред е обезбеден. Јас моментално имам за линија од 500 кг на час, која кошта околу 120.000 евра опремата само, плюс објектот, значи некоја инвестиција околу 200.000 евра би коштала таа комплетна опрема, враќање на средствата е со однапред откупено целото производство, е за многу кус период. Освен тоа, доколку ваквата инвестиција се реализира, земјоделците нема да ја палат сламата по страништата и на тој начин да го уништуваат површинскиот дел од хумусот во почвата. Ќе се избегне загадувањето на животната средина од опожарените ниви на отворено, нема да се уништува животинскиот и растителниот свет во полињата, а земјоделците ќе добијат чисти ниви за успешна обработка и сеидба. Значено е да се истакне дека актуелните проблеми со загадувањето во Тетово и Скопје произлегуваат од согорувањето на брикетите, кои сега се продаваат во трговската мрежа, бидејќи во нивниот состав покрај пилевината има значаен процент на кора од дрвата и разни смоли кои при согорувањето чадат и загадуваат. Кај агропелетите такви појави практично нема.